Речи се месец дена помина, а работните групи, кои ги понуди СДСМ за договарање датум за изборите, ниту се формирани, а камоли да седнат на иста маса. Од кабинетот на спикерот Џафери за сега нема информација зошто не е свикана средбата. Од СДСМ велат, време за договарање датум имало. Сепак, дел од аналитичарите била дека се поголема е веројатноста причина за одложувањето на средбата на работната група да се калкулациите на СДСМ дали ќе одат со заеднички листи со ДУИ, но и заеднички кандидат за претседател, како и нивното вагање, што повеќе им одговара, дали споени, дали раздвоени избори. Поранешниот амбасадор и вице-премиер Ивица Буцевски за Алфа вели, која и да е опцијата што ќе одберат, СДСМ се поизвестно е дека ќе ги изгубат изборите. Во игра се две сценарија кои може да им се случат, вели тој. Сценариот Талик, каде тој се надевал да победа на претседателските избори и со таква стартна позиција победа и на парламентарните, но се случило обратното, вели Буцевски. А второто сценарио е сценарио Ѓукановиќ. Милош Ѓукановиќ годинава се надеваше дека тој, затоа што е неприкосновен политичар во Црна Гора, со силата на својата личност, ќе победи на претседателските избори, кои што се држат пред парламентарните избори, па на крилјата на таа победа неговата партија ќе победи и на парламентарните избори. Што се случи? Тој изгуби на претседателските избори и тоа, пазите, не изгуби од тој кандидат кој што сите очекувавме да му биде противник, туку од неговата замена. Буцевски посочува, сега математиките на СДСМ се како помалку да изгубат. Тоа се математиките на Социјалдемократскиот сојуз. Дали боли повеќе да добијат еден ќотек или повеќе боли да бидат два пати претепани? Нивна е математиката. Резултатот горе-долу ќе биде сличен затоа што анкетите ги имаат и тие прават анкети, од она што го знаеме, дури нивните анкети покажуваат далеку полоши резултати за нив, така што прашањето е дали ќе бидат обединети изборите, со цел да се спречи институционална криза, уставна криза и така натаму, или пак ќе одат на раздвоени избори, кои што може да направат една голема политичка штета за Македонија. ВМРО ДПМН го понуди 8 мај како ден за одржување на претседателски и парламентарни избори. Им да бидат споени за да не се трошат дополнителни 10 милиони евра за уште еден изборен циклус. Им да бидат во редовен термин, како што се барањата на СДСМ. Сите политички партии, освен СДСМ, немаат проблем со датумот, дури ни ДУИ, а ниту пак партијата на Таравари, која е дел од одеачката коалиција. Од Алијанса велат изборите да се на ист ден, оти Македонија е сиромашна држава, а два изборни циклуси дополнително ќе ја потрошат државата.